Дневник во 20 часот на Канал Плюс телевизија. На почеток да погледнеме кои настани го одбележа денешниот ден, 7 јули. Да не се чека последниот рок за аплицирање за мерката позната кај земјоделците како 50-50, која овозможува обнова на земјоделската механизација на пола цена. Општина Македонска Каменица избира изведувач на градежните работи за проширување и реконструкција на старото кино, кој ќе прерасне во дом на култура. Штипскиот музеј за едната година планира над 40 проекти за кои бара финансиска поддршка од Министерството за култура. Годинава реализирани се 21 проект. Да не се чека последниот рок за аплицирање за мерката позната кај земјоделците како 50-50, велат од Агенцијата за развој на земјоделието. Со овој проект владата на Република Македонија во соработка со УСАИД покрива 50% од прифатените одобрени трошоци. Дополнителни 10% се добиваат за подрачја со ограничени можности. 5% повеќе имаат право да добијат младите земјоделци од 18 до 40 години, додека 15% повеќе се добиваат за комбинација од последните две можности. Со оглед на тоа што проектот е во почетна фаза, но и поради ангажирањето на земјоделците околу жетвените активности, во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, надлежна за општините Штип и Карвинци, не е забележан значителен интерес. Сепак со тоа што има одлични поволности, во наредниот период очекуваат интересот да се зголеми. Сега имаме за информации, доаѓаат некаде, до сега сме информирале некаде околу 20 на души кои се дошле, кои се информирале и кои натаму ќе влезат во постапката за набавка за изготвување на планови. Од друга страна, делот по возрастните земјоделци причината за намалениот интерес ја наоѓаат кај помладите, кои според нив не биле заинтересирани да се занимаваат со земјоделство. Треба да одиме, имам га син, не му се мари таа работа, не го мага. Ја му зборувам, никој не ја за мене ли сакат. Абе ти за тебе викам гледа. Не ќе ја. Нека има народ. Јас сум интересиран, он не се интересира, он не, ја не можу па. Ја 80 години сум веќе. Супер. Супер. Иначе одеќе на земјоделица пари да платат еднашка. Аплаус, не само поздрав, него и аплаус. Па тоа е добро ако даде државата, не е лошо. Огласот за кофинансирање за механизација е објавен на 1 јули, а ќе трае до 30 август. Во текот на наредните 60 дена сите земјоделци кои имаат интерес да аплицираат, ќе имаат доволно време да ја подготват потребната документација, зашто ќе им помогнат вработените во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Освен директно во Агенцијата, регистрираните земјоделци ќе можат да аплицираат и преку електронски пат, така што на линкот e-baranje.ipart.gov.mk ќе треба да ги испратат подпишаните и скенирани документи. Од 2009 година до сега преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој обезбедени се вкупно 1570 трактори и 6200 парчиња од останатата потребна механизација, за што владата на Република Македонија има инвестирано околу 600 милиони денари. Од овој месец почнуваат со работа 2 фабрики во Штип и Скопје. Почнува изградба и на 4 нови фабрики. Компаниите кои ќе почнат со работа се Техникал Текстил во Штип и Диатек во Скопје. Во овие 6 компании ќе има работа за 5000 работници. Од овој месец почнуваат со работа 2 фабрики во Штип и Скопје, а почнува изградба на 4 нови фабрики во Кичево, Охрид, Прилеп и уште една во Штип. Во овие 6 нови фабрики ќе има работа за 5000 работници. Цена се 4 фабрики кои што започнуваат со градба, а кои што претходно беа најавени, и 2 кои што завршуваат и ќе почне производство во нив. Сите заедно, овие 6 фабрики, ќе вработат над 5000 луѓе во Република Македонија. И тоа е само за јули и за август. Компаниите кои ќе почнат со работа се Техникал Текстил во Штип и Диатек во Скопје, а градежните активности ќе ги започнат КСС во Кичево, ОДВ во Охрид, Гентерм во Прилеп и Кондево во Штип. Новите фабрики ќе се градат на територијата на цела Македонија, што е одлично за рамномерниот регионален развој. За оваа година најавено е дека над 20 компании ќе инвестираат во Македонија, а очекувањето се дека ќе се отворат околу 14.000 работни места.
Истокот се бори со наезда на комарци. Дел од општините веќе извршија прскање против овие инсекти. Штип се подготвува за прскање во четврток 9 јули. Прскањето ќе се спроведе од земја. Кочани со трето прскање против комарци ќе започне во среда во вечерните часови. Пчеларите да ги заштитат пчелите за време на прскањето. Продолжува прскањето против комарци во Кочани. По авионското прскање сега следува и прскање од земја, што е во рамки на првата фаза на третманот. Прскањето ќе се реализира во втората половина на оваа недела во градот и на територијата на рамничарските села. Ќе започне во среда на 8 јули во вечерните часови и ќе продолжи следното утро. Акцијата ќе ја реализираат стручни екипи од претходниот јавен тендер. Ќе се користи специјална опрема со која ќе се врши ладно запрашување. Третирањето, како и досега, ќе се изведува со биолошки одобрен препарат. Во четврток за прв пат оваа година против комарци ќе се прска и во Штип. На 9 јули четврток општина Штип преку овластена фирма на територијата на општината ќе спроведе четврта тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 24 часот на полнок до 5 часот наутро со апаратура за ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачето по теченијата на реките Брегалница и Отиња, застојни води и подрачја околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби и локалитети. Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки. Доколку во периодот на третирање се појават неповолни временски услови со ветер или дожд, третирањето ќе се одложи за наредниот ден. Улицата Страшо Пинџур во Берово ќе се асфалтира во должина од 550 метри. Со финансиски средства од околу 5 милиони денари од Светската банка и буџетот на Берово, улицата ќе добие атмосферска канализација и нови тротоари. Ке се асфалтира улицата Страшо Пинџур во центарот на Берово, која е една од главните сообраќајници во градот. Градежните активности се во тек, а се работи на улицата во должина од 550 метри. Страшо Пинџур е една од најфреквентните во градот, заради тоа што во последните години направивме измена во режимот на сообраќај и нејзината руинираност не дозволуваше веќе безбедност на возачите, тоест на сите учесници во сообраќајот по истата, и за тоа направивме една побрза динамика за да се отпочне со реконструкција и рехабилитација на истата, и еве самите гледате дека работите отпочнаа, но морам да кажам дека тоа што го правиме треба да биде направено така да за воиднина не се доаѓа до повторно раскопување на истата. Во горниот дел таа се разгранува во два крака, едниот према ресторантот Ловен дом, другата оди десно со спој на улицата Маршал Тито. Улицата Страшо Пинџур, освен што ќе добие целосно нова асфалтна подлога, на истата ќе се решава и проблемот со атмосферската вода, со изградба на 3 попречни собирни решетки и тротоарна површина за пешаците. Сега сме и во позиција на отварање на каналот на атмосферска вода, кој исто така треба да биде исчистен, за да водата која еве овие години наназад течеше по улицата, сега атмосферската вода повторно биде спроведена во каналот, за да можеме непречено улицата да ја заштитиме од атмосферски води. Финансиската конструкција за целиот проект изнесува околу 5 милиони денари, од кои 2 милиони и 300 илјади се преку грант од Светска банка, а останатите се обезбедени од буџетот на општина Берово. Парите се обезбедени, мислам дека до првата половина на месец август улицата ќе биде направена, ќе биде пуштена во сообраќај. Таа и сега функционира, но со по-големо внимание кон самите учесници, за да има непречено и работење на самите работници кои работат на истата. Во претходните 2 месеци во градот Берово беа асфалтирани улиците Даме Груев и Неретва, а во рамки на годишната програма за улици и патишта за 2015 година, општината има предвидено изградба на уште неколку улици и патишта, меѓу кои пробивањето на улицата 20 во населбата Ширината во Берово. Во Кочани денес почна да се реализира програмата за социјална заштита наменета за семејствата во социјален ризик кои имаат новороденчиња. Првите бебешки пакети за овие семејства денес ги додели градоначалникот на Кочани.
Општина Кочани започна со доделување на пакети за новороденчиња од социјално загрозени семејства. Денес градоначалникот Рацко Димитровски ги додели трите одлуки на првите корисници на еднократната помош за новороденчињата. Доделени се трите решенија за доделување на на стоки во вредност од 2000 денари за новороденче за 3 наши семејства од општината Кочани. И ова е новина со која што се стимулира социјалните случаи, социјално загрозените наши сограѓани, за да им се помогне колку толку со еден износ за отпочнување на новото нивно семејство. Исто така, денеска го промовираме и другиот пакет, а тоа е доделување на еднократна парична помош во висина од 30.000 денари за нашите сограѓани кои што склучуваат брак имаат се на возраст над 40 години. Едноставни се условите, треба да бидат жители на општината Кочани и да едниот од брачните другари биде постар од 40 години. За сега немаме пријавено ниту еден наш сограѓанин, меѓутоа очекуваме дека после ова нашите сограѓани ќе се јават и ќе ја користат ова парична социјална помош. Корисниците на ваквата помош што обезбедува општината изразија особена благодарност до градоначалникот Димитровски. Фала на градоначалникот што ни помогнува. Имаме 2 деца, имаме едно машко и едно женско. За понатаму сега доволно е. Помошта е предвидена со програмата за социјална, детска и здравствена заштита на општина Кочани за 2015 година. Деталите и начинот за доделување се дефинирани со правилник донесен од градоначалникот на општината. Организацијата на Црвен крст Виница по 7ми пат организира бесплатен летен камп за волонтерите од Македонија. Локацијата и годинава е Лисец, на високата точка на Плачковица. 60 волонтери на Црвениот крст од 10 организации од државата од денес до петок ќе го истражуваат највисокиот врв на Плачковица, Лисец. Во недопрениот природен амбиент на овој дел од Плачковица, младите хуманисти ќе имаат повеќе активности за кои агендата сами ја подготвуваат. Има повеќе работилници, како што се, например, работилница на тема сила, исто така ќе има предавања на истите теми, ќе има многу дебати, но и ќе има забавен дел, односно некои игри со волонтери. Кампот ќе биде 3 дена и 2 вечери. Општинската организација на Црвениот крст во Виница 7 година ја реализира оваа акција во кругот на планинарскиот дом Лисец и досега се има покажано како релативно успешна во размената на позитивни искуства и идеи помеѓу хуманитарците од цела држава. Овој планински одмор е поддржан од неколку поголеми компании во општина Виница. Во тек е конзервацијата на бедемот на еден од најрепрезентативните археолошки локалитети во Македонија, Баргала кај Штип. Екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип интензивно работат на конзервација на североисточен бедем, нов и значаен археолошки локалитет. На археолошкиот локалитет Баргала кај Штип моментално се работи на конзервација на 210 метарскиот североисточен бедем. Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип интензивно работат на негова санација. Моментално работиме на фугирање. Фугирањето е процес после конзервацијата на или дозидувањето на бедемо кој бил срушен, сега е дозидан до средниот влез на локалитетот Баргала. Дозидувањето е завршено, сега не остануваше фугирањето и за оваа година е толку. Колку време е предвидено да се работи? Поработиме веќе месец и пол до сега. Значи веќе завршувам. Да, тај е поголемиот дел завршен, делот кој што беше планиран за оваа година веќе е при крај. Третата фаза од конзервацијата заврши минатата година, а беа конзервирани и реставрирани неколку важни наоди, меѓу кои печка за стакло и метал. Патот кој води кон локалитетот Баргала е целосно асфалтиран и осветлен, што е придност да се посети и во вечерните часови. Штипскиот музеј до Министерството за култура за идната година има аплицирано за 42 проекти во делот на заштитата, музеологијата, ликовната дејност, издавачката и меѓународната соработка. Во делот на музеологија најзначајни ќе бидат истражувањата на локалитетите во районите на општина Радовиш, на општина Конче, на општина Зрновци, односно Муровдис и секако на археолошкиот локалитет Баргала.
Во делот на заштитата продолжува конзервацијата на североисточниот бедем, а во делот на публикувањето ќе се направат напори да се објават повеќе публикации од делот на етнологијата, историјата на уметноста, историјата и етнологијата. За реализација на сите проекти потребни се околу 10 до 12 милиони динари, кои треба да ја одобри Министерството за култура. Минатата година Националната установа Завод за заштита на спомениците на култура и музеј Штип изработи 21 проект за кои се потрошени околу 10 милиони динари. Објектот на старото кино во Македонска каменица наскоро ќе се прошири и реновира, со што ќе прерасне во дом на култура. Почна изборот на градежна фирма која ќе го реновира овој објект. Средствата за овој зафат се од Министерството за финансии. За краток временски период општина Македонска каменица ќе започне со реализација на уште еден значаен проект за потребите на граѓаните. Имено ќе се реконструира зградата на старото кино со проширување во дом на култура. Градоначалникот доктор Дарко Митевски изјави дека веќе се почнати тендерските постапки за избор на градежна фирма која ќе ја реновира киносалата во Каменица. Значи тој проект веќе е во фаза на тендерирање. Во саботата во дневните вестници веќе излезе појава, односно јавен повик тендер за пријавување на економски оператори кои што ќе учествуваат во реконструкцијата и проширувањето на културниот дом. Финансиските средства се обезбедени преку Министерството за финансии од проектот за подобрување на општинските услуги. По отварањето на понудите и исклучувањето на договор кој што очекуваме дека ќе биде за краток временски период, ќе може на градежната фирма да ја воведеме во градежни активности. Тоа значи дека општина Македонска каменица во централното градско подрачје ќе добие културен објект кој што ќе биде во функција на граѓаните, вели градоначалникот Митевски, а кој што секако ќе го подобри нивниот културен живот. Македонска каменица, домот на културата, ќе го гради со средства од Светска банка, а во изминатиот период општината доби нов покриен градски пазар, плоштад, капела, но и многу асфалтирани улици во градот и руралните средини. Земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала го погоди североисточниот брег на Јапонија. За сега нема информации за жртви или материјална штета, но издадена е тревога за опасност од цунами. Епицентарот на потресот е на длабочина од 20 километри од островот Хокаидо. Швајцарскиот велосипедист Фабио Кончелара поради повреда на грбот се повлече од годинешното издание на Тур де Франс. Канчелара беше еден од 20 велосипедисти кои учествуваа во тешкиот суир во третата етапа, а по инцидентот тој завршил со повреда на грбот. Оваа повреда е идентична со онаа која ја имаше во март месец годинава, но сега ги повредил третиот и четвртиот пршлен, за разлика од претходниот пат кога имаше проблеми со вториот и третиот пршлен. Полициската управа на Хрватска се уште нема сознание за исчезнатите Ивана Фогадик и нејзиниот 6-годишен син Патрик. Откако мајката ноќта во неделата кон понеделникот напишала загрижувачки статус на Фејсбук, им се губи трагата. Полицијата заедно со Хрватска горска служба за спасување вчера до 19 часот го пребарувале подрачјето каде последен пат бил забележан сигналот на мобилниот телефон на 29 годишната Ивана. Фудбалскиот клуб Брегалница интензивно се подготвува за новата сезона. Најверојатно, како што изјави Владко Костов, тренер на Брегалница, клубот нема да замине на подготовки надвор од стадионот, а се планира до почетокот на новата сезона да се одиграт контролни надпревари. Се подготвуваме овде од 25-ти, значи првите неколку дена имавме по еден тренинг, првите 3-4 дена и реализиравме лекарски прегледи за сите играчи. Веќе ние работиме по 2 пати дневно. Сите играчи се максимално ангажирани, значи претпладне наизменично работиме на терен и во теретана, а попладне работиме овде на теренот. Сите играчи се на заеднички ручек, значи максимално озбилна припрема. Ние останува до крајот, ние најверојатно нема да заминеме на подготовки надвор од Штип, ќе останеме овде, сакаме да одиграме повеќе контролни надпревари, да искористиме
овој терен што го имаме за сега, иако можеби се јавува негова реконструкција, меѓутоа ваков убав терен мислам дека во последните година не сме имали и мислам дека треба да го искористиме максимално за подготовка. Според Фудбалската федерација на Македонија, почетокот на новата сезона е на 9 август. Ова е се во дневникот во 20 часот. За крај погледнете ја временската прогноза и останете со програмата на Канал Плюс. Пријатна вечер.